Време е сега за прашање и одговори со Јосиф. Најголем дел од комуникацијата, како и секогаш за оние кои што можеби прв пат се среќавате, треба да знаете дека ја правиме на Инстаграм и на Фејсбук, на моите приватни профили. Исто може да го искористите некогаш и хаштагот AskJosif или па може тоа да го направите и користејќи ги телефоните на телевизија Телма. Елени Фелер, кој што прашува која храна најмногу го забрзува намалувањето на масти околу струкот. Елени, истата храна со исфрлувањето на храната која што ти го забрзува зголемувањето на масти околу струкот, ќе го направиш и намалувањето на масти околу струкот. Прво сакам да знаеш дека не постои храна која што ќе го таргетира струкот. Не постојат вежби кои што таргетираат одредена точка на сало во телото. Тоа ти исто како да речеме во кола, имаш енергијата се црпи од горивото, од бензинот. И никогаш ти на колата не можеш да ја кажеш те молам сега за овие 100 километри црпи од левиот агол на резервоарот. Истото и во телото. Едноставно, телото има одреден процент на резерви на енергија кој што народски ние ги викаме сало и трошењето на тоа сало и на тие резерви на енергија зависи од тоа колку ти ќе внимаваш со твојот начин на живот. Или во превод, ако можеби си имала навики кои што те донеле до зголемување на телесната тежина и до зголемување на процентот на масти, треба да ги промениш. Тоа значи дека никогаш нема да најдеш начин кој што ќе ти да таргетира конкретна точка на масти, туку треба да најдеш начин кој што нема да ти создава масти воопшто. Така да она што можеби тебе ти е проблемот е баш овој дел од прашањето кој што вели како да го забрзам намалувањето. Многу од вас се оптеретуваат со брзината, многу од вас брзината им е клучниот момент и точка на одлука при која што донесуваат, не знам, одлука дека ќе искористат некоја диета затоа што е побрза или е најбрза или е најефикасна. Не знам кај брзаш, зошто е важно да биде тоа најбрзо и зошто е важно да биде побрзо од некој друг. Секој од нас има свој процес, секој од нас има своја историја на исхрана, секој од нас има генетика, секој од нас има метаболизам одреден и секој од нас има свој процес. Затоа немој да се оптеретуваш со брзината, тоа е единствената работа поради која што никогаш нема да ги намалиш мастите околу струкот и било на кое место кај што можеби било кој од вас го мачи, затоа фокусирај се исклучиво на процесот и на дневната дисциплина со тоа што да немаш исхрана која што ќе ти донесе дебелење, а не да бараш исхрана која што ќе те слабее.